Значи, јас се одлучив за оваа тема, ја нареков Божјата наредба за одвојување на верните. Навистина, таа не е една од 10 Божји заповеди, но за големо чудо многу пати се повторува и во Стариот Завет и во Новиот Завет. Значи, дека е многу важна. И ќе видиме зошто е толку важна. Значи, одвојување на верните. Ќе дискутираме од што одвојување и какво одвојување. Да се одвои значи да отстапиш од некој став или состојба и да пристапиш кон друг став или состојба. Павле им пишува на Коринтијаните и на Солуњаните, исто така, во 1 Солуњаните 1.9, како се обративте од идолите кон Бог, за да му служите на живиот и вистински Бог. Значи, не само на Коринтијаните и на Солуњаните им говори истото. Значи, тие се одвратиле, одвоиле од идолите и се прилепиле или придружиле на живиот Бог за да му служат. Тоа е слично како женидба. Од нешто се одвојуваш, кон друго се присоединуваш. Се издвојуваме од гревот и идолите, а се припојуваме кон Господа и му служиме. Веќе нема да живееме нечист живот. Ова денес не е популарно и никогаш и не било, но Светото Писмо е категорично. Верните треба и мора да се одвојат од неверните и нивниот начин на живот. За жал, ние како луѓе и христијани имаме многу познати, пријатели, па и роднини, кои не се верни и живеат живот во грев, нечистота и неверство. Библијата е јасна, мораме да се одвоиме. Значи, ние и од нив треба да се одвоиме во одреден смисол, ќе видиме каков смисол, а ние се водиме во животот од Светото Писмо, Библијата, таа е наша водилка, која сметаме за непогрешива Божја објава, доволно за практичниот живот и за верата во Бог и апсолутен авторитет која обврзува нашата совест. Ова реченица ја препишав од некоја верују на некоја црква, значи така напишале, Библијата е непогрешива Божја објава, доволна за практичниот живот и за верување во Бог и апсолутен авторитет која обврзува нашата совест. Павле вели, не се сложуваат по имите праведност, беззаконие, светлина, темнина, Христос, велиер или ѓаволот, црквата Божја и идолите. Тие се во директна спротивност. Во текстот на Стариот Завет гледаме следното. Кога евреите како избран народ од Бог паѓале во идолопоклонство, паѓале и духовно и во телесно робство. Значи, тоа оди едно со друго. Кога пак ги отфрлале идолите, доживувале Божји благослов и победа над нивните непријатели. Многу верници и цркви денес посакуваат и се трудат да предизвикаат духовно разбудување, но Господ не може да даде духовно разбудување ако не се одвоиме од гревот. И Бог ветува, тогаш ќе ми бидете синови и ќерки. Според Светото Писмо, постојат само две класи на луѓе, верни и неверни. На почетокот на човечката историја опишан е падот во грев на Адам и Ева. Во 1 Мојсија 3.15 Бог им рече: и ставам непријателство меѓу тебе и жената, и меѓу родот твој и породот неизин. Значи, има вечно непријателство меѓу две класи на луѓе. Сепак Бог им помогна на првите луѓе, ги облече во животинска кожа, со тоа им даде и лекција за патот на спасението. Значи, со тоа им покажа дека само преку пролевање на невина крв може да им прости. И тие сигурно дека ја сватиле лекцијата и во многу и фрески, и сваќања и верувања се смета дека Адам и Ева ќе бидат првите што Христос ќе ги дигне од мртвите. Секој природен, необратен или неновороден човек пред Бога е грешен и Божи непријател. И од најмала возраст тоа се гледа кај децата.
има еден став што вика меѓу поготово меѓу протестантите, тотална поквареност на човекот, тотална расипаност на човекот. Ова е оценка која се слуша нерадо од луѓето, па дури и од некои теолози. Прават некои конструкции, не било сосема така, било инаку. Не можам тоа да го објаснам, бидејќи ја не го разбирам какви теологии има. Човекот се раѓа грешен, непријател на Бог. Тоа се гледа и кај децата. И тие се себични, сакат волјата нивна да се остварува. Еден голем филозофски проблем е од каде доаѓа страдањето. И разни филозофи дале своје мислење, меѓутоа најдобро е објаснувањето што го дава Библијата. Макар да и него ние не можеме до крај да го разбериме. Гревот се зачнал пред да се создаде човекот. Значи, се побунил дел од ангелите на чело со сатаната. Ова тврдење за тотална грешност за човекот е навредлива за обичниот човек. Првиот човек бил измамен од друг субјект, ѓаволот. Бог реши својот избран народ да го спаси од египетско робство. Еве еден конкретен пример. Во 2 Мојсиева 11 глава Бог реши да и оддели неговиот избран народ, евреите, од египтјаните. Евреите представуваат ветеното потомство, ветеното семе, египтјаните представуваат неверното семе, сотонско семе. Светото писмо вели дека Бог ги знае спасените и ги има во книгата на животот од пред создавањето на светот. Верните и неверните имаат различна духовна природа. Во неверните влада и грешната природа со која секој човек се раѓа. Верните луѓе се Божји луѓе и тие имаат и божествена природа, која го сака и го љуби Бог. Неговата природа се добива со наново раѓање, преку покаяние и вера во Исуса Христа. Верниот човек го љуби Бога и сака да го слуша и да му угодува на Бога. Во неверните луѓе владее злата природа која со целото срце, волја и чувства го сака гревот и го врши. А кај верните луѓе се судираат двете природи, наследената од нивните родители, грешна природа, и божествената која царува, и грешната која се бори против божествената. Неверните не искусуваат ваква духовна војна. Библијата за нив вели дека го пијат гревот како вода, значи без грижа на совеста. Христовиот народ се нарекува и со името Божји синови и ќерки, а сотонскиот народ синови на противставувањето. Апостол Павле тоа добро го изразил во 2 Коринќаните 5:17 вели: и така ако е некој во Христос, тој е ново создание, старото помина, еве се стана ново. Бог прави разлика меѓу верните и неверните и тоа љубоморно. Гревот го нарекува темнина, верните ги нарекува видело или светлина на светот. Кога Бог ја создал светлината, тој видел и констатирал дека е добра и ја разделил од темнината. Ако Бог го дефинира гревот, кој смее да му се спротистави, а човекот кој е грешен го составува она што Бог го разделува и го разделува она што Бог го составува. Разликата меѓу верните и неверните е вечна и непремостлива. Ова ќе го илустрираме со еден цитат од Лука 16 глава, каде е опишан случајот со богатиот неверник. После неговата смрт тој доспеал во пеколот, но на некој начин оддалеку го видел Аврам во рајот и кога сватил во какви маки го молел за помош. Меѓутоа Аврам му вика: освен тоа, меѓу нас и вас е поставена голема бездна,
Па и оние што би сакале да преминат од тука кај вас не можат. Па и оние што би сакале да преминат, а ниту пак вие да премините од таму кај нас. Ова е доста вака трагичен настан и многу од неверните обично не го признаваат. Вика, па тоа е некоја бајка, тоа е. Меѓутоа треба да водиме сметка дека ова го кажа лично Господ Исус Христос. Освен тоа, зарем е чудно и невозможно тоа да се случи. Ние сега се гордееме со телевизори, со, не знам, одавде може да го гледаш председателот Трамп или Путин. Бог не може ли тоа да го направи? Оние лица што се проклети, да гледаат во рајот како уживаат лицата што се благословени. Па тоа за Бога е никаква тешкотија. Во Библијата се опишува дека Бог припремил огнено езеро за сатаната, ѓаволот и за отпаднатите ангели, и дека таа состојба на разделба меѓу верните и неверните ќе биде вечна. Значи има пекол, во која ќе стигнат и неверните. Божја волја е сите луѓе да се спасат. И тој ги овозможил сите услови за тоа. Но ќе видиме дека сите луѓе не се спасуваат. И тоа е една мистерија. Еве, во Матеј 13 глава, самиот Господ Исус Христос повеќе зборува за пеколот колку за рајот. Синот човечки ќе ги испрати своите ангели, тие ќе ги соберат од неговото царство сето она што наведува на грев и оние кои вршат беззаконие, и ќе ги фрли во огнена печка. Таму ќе има лелек и чкртање со заби. Тогаш праведниците ќе болскнат како сонце од царството на својот татко, кој има уши нека чуе. Значи, ова разлика постои и сега и ќе постои во целата вечност. Има уште многу примери од Стариот Завет за ова поделба на луѓето на две класи. Првите деца на Адам и Ева беа Каин и Авел. Иако од исти родители, сепак многу се различни. Авел е праведник, дури и прогласен за пророк во Лука 11 глава. Тие двајцата сигурно биле поучувани од своите родители на побожноста, меѓутоа не ја правилно сватиле поуката. Не се обратиле двајцата. Авел жртвувал јагне, преку кое со вера го видел Спасител Исус Христос и бил оправдан. А Каин бил само праведен. Жртвувал бескрвна жртва, плод на својот труд и напори. Земните плодови ги жртвувал. Сатаната предизвикал завист во неговото срце и тој го убил својот брат. Видите каква трагедија. Само два потомци, еден верен, другиот неверен. Случајот со Ное. Некои сметаат дека предпотопниот свет може би бил колку сега во број, зашто тие биле многу плодни и живееле многу долго. Некои викаат сигурно биле 3 милиарди, некои дури одат во таа крајност вика може би и они биле како сега 8 милиарди. И ние дојдоме до крајот веќе. Значи Ное послушен на Бог, само неговото семејство поверувало во Божјата порака и се спасило. Ковчегот е слика на Исус Христос. Обрезание на машките деца кај евреите. Што представува ова? Ова е едно телесно дејство кое има длабоко духовно значење. Тоа беше Божја наредба. Значењето е следното: да се означи припадност на Бога, обрезано, односно очистено срце. Знак на новораѓање и нов живот. Денес некои цркви викаат наместо обрезание крштение. Меѓутоа тоа не е исто и не значи исто. Бидејќи тој што се крштева треба да е веќе наново роден. Жртвите во еврејската религија биле символ на Спасителот Господ Исус Христос и неговата жртва.
Значи, тогаш се гледало унапред во Стариот Завет. Значи, се чекало она што ќе дојде. Излегувањето на евреите од Египет, слика на одвојување од гревот. Значи, Бог сакал да дошол моментот да ги одвои, да не бидат веќе заедно. 5 Мојсиева 7 глава. Интересна е наредбата што им е дадена на евреите кои се населат во ветената земја. Ако современ човек кој ќе го прочита, тоа е ужасно, не може да верува. Господ наредил да се уништи тој народ таму. Неверојатно е нешто како човекот го замислува Бог морално подолен од себе, сами од себе си. Он е грешник, он смета дека Бог е уште поголем грешник. Значи, он не сме да има власт над оно што створил. Замислете. А човекот има власт над некое земјиште со го владее, над куќата, над... Неверојатно нешто како луѓето го сметаат Бог понизок од себе и го судат. Вака им вика Бог, кога Господ твојот Бог ќе те воведи во земјата во која ти одиш да ја освоиш, ќе ги изгони пред тебе многу бројните народи, хетејците, гергесејците, аморејците, хананците, перизејците, евејците и јебусејците, 7 народи кои се побројни и посилни од вас, и кога ќе се кога ги предаде Господ твојот Бог во рацете твои и ќе ги разбиеш, тогај предај ги на проклетство, не прави со нив сојуз и немој да ги поштедуваш. И не ородувај се со нив, ќерката своја не ја давај на синот негов, ќерката негова не земаја за синот свој, зашто тие ќе го обратат синот твој од мене, да му служат на други богови. Тогаш ќе се разгневам врз вас, ќе се разгори врз вас гневот на Господ и тој ќе ве истреби. Не постапете туку постапете со нив вака, жртвениците нивни разрушете ги, столбовите нивни разбите ги, ашерите нивни исечете ги, идолите нивни со оган изгорете ги, зашто ти си свет народ на Господ твојот Бог. Тебе те избра Бог, твојот Бог, за да бидеш негов собствен народ меѓу сите народи што се на земјата. Ова современите неверни луѓе не го разбираат, нити го одобруваат. Не било викат хумано. А што е хуманост ако нема во неа побожност? Дали таа е нешто добро? Значи, остави го човекот, што сака нека прави. И што неговата грешна фантазија ќе измисли, слободено тоа да го прави. Нема контрола, нема дисциплина. Луѓето кои не веруваат во Бог, за Бог имаат толку ниско мислење што го сметаат морално понизок од самите нив. Тој нема власт да казнува и да уведе правила, а тој е Творец. Зашто е Бог толку строг? Одговорот е во, например, цитатот од Исус Навин, 23 глава. Знајте дека Господ вашиот Бог нема веќе да ги прогонува од вас тие народи, туку ќе бидат за вас стапица и мрежа, камшик за ребрата ваши и трн за очите ваши, додека не бидете истребени од таа добра земја што Господ вашиот Бог ви ја даде. Значи, нема помирување со неверието, бидејќи тоа води кон пропаст. Божиот план и намера со луѓето ќе пропадни. Следува, одвојувањето не е човечко, туку Божја заповед. Кој се дружи со безбожниците ќе биде уништен. Господ сака чист и одвоен народ за себе, бидејќи само така може да биде силно сведоштво. Историјата на еврејскиот народ ова го докажала. Кога биле одвоени за Бог, ги слушале Божите пророци, живееле според Божиот збор, биле силни, безбедни и непобедливи. Штом се смешале со безбожните народи, штом имале компромис со гревот, ослабувале и паѓале во робство. Солта, ако стане блутава, треба да се изгази. Други примери од израелската историја. Кога Јаков се скара со својот брат, бидејќи му го презеде првородството, ствари, брат му беше крив што си го продаде за
едно јадење пророцството, тој му рече ќе те убијам. И тој мораше да бега кај вујко му и тој таму остане долги години, таму се ожени, се народија многу фамилии, имаше многу имот и многу слуги. И цела народ, така да речам, дојде да се врати во старите краишта. А Бог сакаше да го очисти идолопоклонството, бидејќи кај неговиот вујко тој беше идолопоклоник и сите се онечистија со идолопоклонството и дури неговата жена ги криеше боговите што ги украде од татко е. Тој требаше да се очисти од идолопоклонството и идолите што ги донесе од Харан. И Бог му нареди да отиде во Бетел, каде што го сретна Бога кога бегаше од Есав. Тој им нареди на својата фамилија да ги отстрана туѓите богови и направи жртвеник во Бетел и жртвуваше жртви и даде ново ветување на Бог. А писмото вели дека после тој настан, биди 1 Мојсија 35 глава, вели дека и страв Божи ги беше спопаднал околните градови, па не се крена во потера по синовите на Јаков. Интересна работа. Значи, еден вид како нов народ дошол, а во Стариот Завет, знаете како, секој што е економски загрозен, се бори против него. Можеше, значи, таму кај што дојда како едно ново племе, да бидат убиени. Меѓутоа, штом дадоа завет на Господа и се покаја, се очистија, околните градови, вика, се исплаши од нив и ништо не им направија. Значи, тогаш било слично како сега. Ако некој не те сака, војна ќе ти направи, ќе те истепа, ќе те оплячка. Значи, страв Божи ги попадна. Може да се прочита тоа 1 Мојсија 35 глава, како значи, се случило тоа. Дори вика, ги закопа под Дабот таму во Мамре, не знам, кај Бетел ги закопал. Нема да ме чуди ако некои археолози да ги најдат тие. Во Израел денеска неверојатни работи се наоѓаат. Дури и некои печати на цареви се наоѓаат. Интересно е нешто се случи, пошто тоа платформата кај што бил храмот и во рацете на палестинците и во рацете на јорданскиот крал пред не знам колку години тие решија таа џамијата да малце ослободат, да копат околу нив и тоа се што го копаја го фрлија во Кедронската низина. И евреите итри сето тоа почнаа да го сеат, еден проект на сеење. Најдоа 300 работи, парички, печати најдоа што се спомнуваат во Библијата. Неверојатно нешто. Кога на Синајската планина Мојсе ги прими заповедите и после долго време се врати во логорот, виде дека народот паднал во идолопоклонство и направи златно теле. Мојсија застана на вратата на логорот и рече: "Кој е Господов, нека дојде кај мене." Ова е позив на одвојување всушност. Тие што припаѓаат на Господ треба да се заедно и да се одвојат од останатите луѓе. Затоа и ние се собираме во посебни места, што ги нарекуваме заедница, црква, да служиме на Господа. Истото го направи и пророкот Илија. И пророкот Илија се бореше против неверството. Народот падна во големо идолопоклонство. Тогаш Илија пристапи кон сиот народ и му рече: "Уште ли ќе куцате на двете колена? Ако Господ е Бог, вратете се кај него. Ако е Вал, одете по него." А народот не му одговори ни збор. Ваквата проповед кон народот никогаш не била популарна. Зошто Илија не бил омилен? Никој денес не сака да го обвиниш дека флертува со гревот. Луѓето седат на две столици. Но Господ Исус Христос рече: "Никој не може да служи два господари." А Давид во псалмот, првиот псалм рече: "Блажен е оној човек
кој што не оди на советот на безбожниците, не застанува на патот на грешниците и не седи во друштво на развратници. Човек кој се склонува од лоши луѓе и нема заедница со нив е блажен. Соломон ви научен ова младоста своја од татко му Давид и бил среќен додека бил млад и го вршил тоа. Но покасно кога се оженил со многу паганки, паднал и тој во поклонство и му се раздели царството. Ако се здружуваме со безбожните луѓе и ако не се надеваме дека со нив ќе успееме, Бог се лути на нас и нема да не благослови. Еве има еден од Старозавет, од Цареви, например, каде царот јудејски, тогаш царството беше поделено, царот Јосафат се здружи со северниот цар Ахав, кој беше, да одат заедно во војна, а пророците го опоменуваа, например, вика, тога Јуј го укори царот Јосафат да не се здружува со безбожниот израелски цар. Или во втора дневник вака вика, во тоа време дојде јасновидецот Ананија кај јудејскиот цар Аса и му рече, бидејќи ти се потпре на рамејскиот цар, а не се потпре на Господ твојот Бог, затоа се спаси од рацете твои војската на рамејскиот цар. Или, например, втора дневник, 19 глава, кога Јосафат царот јудејски се враќаше со мир во домот свој, во Иерусалим излезе да го пресретне јасновидецот Јуј, син на Ананиев, и му рече на царот Јосафат, требаше ли да му се помага на безбожникот и да ги сакаш оние што го мразат Господа? Затоа гневот Господа се подигна против тебе. Последиците од компромисот со гревот се страшни. Тоа го сведочи и Светото Писмо. Кому му помагаме? Од кого чекаме помош за нашите животни проблеми? Дали ги изложуваме во молитва пред Бога или молиме некој безбожник да ни помогне, да се реши некој проблем што го имаме. И излезете од нив, одвојте се. И понатаму би зборувал од што треба да се одвоиме, малце подетално. Ако треба да се одвоиме од неверните, тоа не значи дека треба да ги мразиме. Ние треба да ги жалиме и да им посакуваме да се спасат. И тие, се молиме за нив, се трудиме и помагаме да го запознаат Господ. Им говориме за Божјата љубов која сака тие да се спасат, но сепак не можеме да не укажеме на последиците од гревот и неверството. Затоа треба да бидеме прецизни од што и како да се одвоиме. Да се одвоиме од заедницата со неверните. Не влечете во туѓиот јарем на неверниците. Во церемонијалниот закон во Стариот Завет има некои работи што наизглед се телесни, ама има духовно значење. Значи, дури и како телесни, се корисни тие за човекот. Например, не орај со вол и магаре заедно. Значи, кога правиш јарем, обично две животни спрегнуваш. Јаремот е една орудие кое му се става на животното на вратот, рамениците се пошироки, животното кога оди напред, влечи што има зад него, дали кола или плуг. Може би ние, како модерни луѓе, не сме виделе јарем, ама јас сум видел јарем во селата како се спрегнуваат животните. Се спрегнуваат два вола во едисти јарем. Два вола, волот е чисто животно, а магарето се смета за нечисто животно. Значи, не смеш да спрегнуваш две различни животни, зашто тие немаат исти чекор, нема да одат право. Ќе крчкаат лево или едното ќе застани, другото ќе влечи. А тоа всушност е слика на во исти јарем да се стави побожен и безбожен. Не можат да одат заедно. Ќе видим илустрации за тоа и од секојдневниот живот. Треба, значи, или два вола, а не со вол и магаре. Тоа е неуспешно. Волот е чисто животно според церемонијалниот закон, магарето е нечисто животно.
Волот е слика на верниот човек, магарето на неверниот човек. Не може да се прави заедница или црква со верни и неверни. Тоа видоме во уводниот текст. Заедно светлина и темнина, заедно Христос и Велијар. Нема во црквата, не сме да има идоли. Никој не може да му служи на два господара, ректо Господ рече, или едниот ќе го мрази, а другиот љуби, или обратно. Господ вели, излезете од нив и одвоите се. Одделете се од нечистота, одделете се од гревот. Секој човек кој не го верува Исус Христос, додека не се покае и не се обрати, е морално нечист пред Бога. Кога се обрати, доживува блаженство. И Давид го вели истото. Во 2 Коринтијаните, 6 глава, Павле ги укорува коринтијаните дека тие во своето срце немаат место за него, а кај него е обратно. Кога човек има грев во своето срце, тој не ги љуби Божите деца. А кога се обрати, во него живее Светиот Дух и тој ги сака. Позитивно влијае на светот, а не светот на него. Верниот човек има широко срце и целосна слобода. Тој не се држи до советот на безбожниците. Не ја прифаќа нивната слобода и филозофија на животот. Тој не оди по нивните патишта. Верникот нема време за такви работи, бидејќи му омилел законот Божи, за него размислува ден и ноќ. Колку повеќе човек го љуби законот Божи, толку помалце го љуби светот и гревот. Павле напишал на Ефесјаните: не бидете соучесници во бесплодните дела на темнината, туку изобличувајте ги, зашто срамно и да се зборува за она што тие го прават скришно. Значи, он вика, карајте ги, критикувајте ги. Меѓутоа, тоа не е популарно. Ние, иако сме верни, би сакале секој нас да не прифати. Непријатно е кога луѓе не те прифаќаат. Меѓутоа, не е можно секој да те прифати. Напротив, ќе не мразат. Имавме проповед од Јованово Евангелие. Ми те проповедаше дека како Христос што го мрази, и нас ќе не мразат. Бесплодните дела на темнината се резултат на живот без Бога. Ние не учествуваме во нив, туку уште треба да ги караме, критикуваме. Кои се тие дела? Срамни и луди зборови, нечисти зборови, блудство и прелюбодејствие, скржавост. Не бидете во заедница со нив. Некојаш бевте во темница, сега сте виделина за Господа. Живете како деца на светлината. Туку уште и карајте ги. Секој грев може да се разоткрие, мора да се разоткрие и да се кара. Сам не правиш гревови, ама треба да ги караш другите што ги прават. Не пиеш алкохол, не лажеш, не крадеш, не прелюбодействуваш, а таквите треба да ги караш. Не смееш да се фалиш, да речеш, јас не правам такви лоши работи, а што прават другите, не ми е гајле. Не е тоа добро. Ти си бил некојаш како него, а сега си поинаков. Треба да ги караш. Ако не караш, ти си согласен со нивниот грев. Многу христијани денес не сакаат да навредуваат никого, а треба да критикуваат. Еве една многу важен принцип за одвојување. Библијата забранува брак со неверник. Не спредателувајте се со нив. Својата ќерка не ја давај за неговиот син, нити ја земај ќерката негова за својот син. Ова заповед се повторува и во Исус Навин, во Неемија, затоа што и тогаш Исус Навин, кога требаше да се населат во ветената земја, бија предупредени, не земај ќерката за синот свој, на тој незнабожецот. Нити пак својата ќерка да ја даваш за невеста таму. Не се ородувај со нив. Паганците се идолопоклонци и деца на Божјиот гнев. Павле вели дека младите треба да стапуваат во брак само во Господа. Тешко на тој што не ќе ја послуша оваа заповед. Поготово ако сака да служи на Господа. Не ќе може да служи на Господа. Таа ќе му биде како оне во старо време му ставали на оловна топка на ногата да не може да оди, да не може да бега. Што викаше на времето Тито, ставлjajo на клипове у точкове. Значи, во тркалото ти стави некоја пречка, па не можеш да возиш.
Така прават оние кои брачниот другар, кои ако им починал брачниот другар. 1 Коринтијаните 7 Павле вика може да се повторно ожени или омажи, но пак во Господа да види. Значи, они кому брачниот другар му починал, мора и тој да си зема верен. Понатаму, мораме се одвоиме од лажни верници, учители и пророци. Многу наредби има во Новиот Завет. Матеј 7 глава. Чувајте се од лажните пророци кои доаѓаат при вас во овчи кожи, а однатре се волци грабливи. Римјаните 16 глава. Ве молам, браќа, чувајте се од оние кои прават раздори и препреки против учењето кое го научивте и бегајте с краја од нив, вели апостол Павле. Зашто таквите не му служат на Господ Исус Христос, туку на својот стомак и со благи и ласкави зборови ги заведуваат срцата на простодушните. 1 Коринтијаните 5 глава. Сека ви пиша да не се мешате со оној кој се нарекува брат, а е блудник или алчен, или идолопоклоник, или пцујач, или пијаница, или измамник. Со таков и да не јадете. Отстраните го злиот од вашата средина. Интересно е, теоретски постои црковна дисциплина. Ако некој член на црквата направи некои срамни гревови што и ке неверните се ужаснуваат и кажат треба да се исклучи. Има таков случај во Коринтијаните. Павле посочи еден човек што направил некој голем грев и му вика исклучете го од вашите редови. И тие стварно го исклучиле, но после кога он разбрал дека човекот се покајал, вика сега вика примете го пак, да не ептен од жал пропадни. Значи примете го пак од кога се покајал. Меѓутоа денес ја не верувам дека негде се спроведува црковна дисциплина. Проповедници се среќни да што повеќе луѓе да има. Да одиме напред. 2 Тимотеј 3:5. Кои имаат облик на побожност, но од незината сила се одрекли и од нив одврајчај се. Или во Тит 3 глава. Човек еретик избегнувај го по првото и второто предупредување, знаејќи дека таквиот човек се изопачил дека греши и се осудил сами од себе си. Овие правила денеска слабо се пазат, затоа доаѓа до растурање на црквите. Од една црква ќе станат две. Во грешниот свет е така, криминалците морат да одат во затвор. Заразените од некои заразни болести се во болница или во карантин. Само така може животот да продолжи напред. Лажните верници ја парализираат црквата. Тие се како орање со вол и со магаре. Квасецот го кваси целото тејство. При излезот од Египет во толпата имало и луѓе од светот. Веројатно не биле евреи, него виделе дека Господ ги казни египјаните, а овие евреите не ги казни, се придружиле на нив, си рекле, еве, и ние ќе спачалиме нешто. Тие постојано се бунеле и барале да се вратат во Египет, бидејќи таму наводно храната била подобра, а тие биле во робство. Таму имало дињи, лубеници, лук, краставици, а во пустината само мана, што во Господ им ја давал од небото. Необратените постојано влечат назад во светот и ги привлекува и соблазнуваат самите верни. Нивната природа не се променила, тие не ги љубат Божите работи. Понатаму, постојат и лажни учители, само наречени апостоли. Апостол Јован вели, ако некој доаѓа кај вас и не ја носи оваа наука, не примајте го дома и не поздравувајте се со него. Интересно е што, ако сведочиш на некој што ете неверник, наместо да му каже, да речи, да се согласи, ете во тоа послание пишува така, он вика, има, вика, други евангелија има. Евангелие, не знам, на Јуда, евангелие на ово и оној, значи тоа се тие апокривни книги, ѓаволот се погрижил да има и такви. Меѓутоа, 2000 години црквата и теолозите студираат, кажуваат, овие се светите книги. Тоа веќе
толку добро утврдено што не треба ни да се дискутира за тоа веќе. Значи, од тие лажни евангелија што имало. Има такви. Например, во православната Библија додадени се некои така наречени второканонски книги или апокрифни книги. Тие со своето учење отстапуваат од овие што се канонски книги, што се признаени за свети, но ете, ради некои причини тие ги... Меѓутоа, од историска вредност има значај они. Многу интересни работи кажуваат за историја на евреите, за борбите со римјаните и така натаму. Какви се тие лажни учители? Например, не веруваат дека Исус Христос дошол во човечко тело. Не признаваат дека Господ Исус Христос е вечен Божи син и не веруваат во Светото Тројство. Нема разговори и расправа со вакви, нема примање дома, не ја зема и нивната литература. Разговор е можен само ако сакаат да слушаат што ти му објаснуваш. И на крајот да кажеме за екуменското движење. Ова е светски тренд да се обедини се што е шуто и рогато во едно. Ова е повторно градење во Вавилонската кула. Интересно што многу принципи и настани од Библијата овој свет ги злоупотребува. Например, ова во Страсбург, тоа таму парламентот кај што се собираат, и друг пат сум кажал тоа. Има облик на еден цилиндер, горе недовршен. Они сакаат да кажат, абе тие на времето имало луѓе што сакале единство, да направат кула до небо, ама не успеа. Ама ние сега ќе успееме. Еве, пак правиме. И тоа е таа екумена, единство на верните, паралелно оди со глобализацијата. И политички сака светов едно да биде, и религиозно. Ебе сега религиозно како? Има разни цркви, католици, православни, протестанти, вакви, протестанти, такви. Први протестантите се приклучија во тоа. Немој да имаме големо мислење за себе. Немам време сега за тоа да зборувам. Во Откровението има 7 писма на Христос до црквите. Тие 7 писма имаат неколку значења. Од една страна, стварно постоеле такви цркви, како што се опишани во тоа. Во Ефес, во Смирна, во Сардис, во Филаделфија, не знам што. Тие биле реални цркви, тогашни, со такви својства. Меѓутоа има едно друго тумачење. Тоа е веќе историја на црквата. Јас доста верувам дека е така. Ово се тешки работи, може некој да и нема вакво мислење како јас. Ама јас да сум го прочитал. Некој вика, тоа е историја на црквата. Сардис, па тоа се протестантите, вика. Имаш име да си жив, ама си мртов, вика. Ама има кај тебе некои што се добри, нив ќе ги примам. Значи, малку има што се добри. И многу, големиот дел е ѓубре. Први се приклучуваат овие надарените особено. Ете таму во Америка одат. Викат, нема повеќе протест, нема, едно сме со католиците, со овие, со оние. И не само тоа. Сега вика, сите религии воделе до Бог. Сите религии и паганците. Па не може, без да се обединат религиозно, не може да се обединат и физички. И еве сега, а зошто е тоа негативно? Јас кога првпат поверував, кога видов, се згрозив. Еве, луѓето сакале да бидат едно, а Господ им ги помеша јазиците. Зошто? Па тоа е добро да се обединат. И проповедникот мене ми рече, луѓето секогаш не се обединува за добро. Најчесто се обединува за зло. Ако не ми се свиѓа Русија, ќе бегам во Америка. Ако не ми се свиѓа Америка, ќе бегам во Кина. Ако сите бидат едно, кај ќе бегаш? Нема бегање. Ќе ти укинат сметката во банка и немаш пари. Зошто? Па не си послушан. Не веруваш во званичната вера. Значи, што ќе правиме ние со екуменското движење? Нема да учествуваме во тоа, затоа што таму
прават нова вавилонска кула. Сите да бидеме едно. Ако ова било добро и можно, Бог немаше да ја растури вавилонската кула да ги помеше езиците. Гледајќи сега дека таа јазичка бариера, што човек, Бог и како казна ја даде на луѓето, сега е веќе совладана. Човекот со помош на компјутерите совлада. Можеш да симнеш програм на твојот телефон или текстот од јапонски да ти го преведи на македонски или обратно, или пак говорот кинески да ти го преведе на српски, например. Тој туристот зборува на кинески, тебе телефонот изборува на македонски. Готово. Тоа е еден знак дека крајот на оваа цивилизација е близо. И друго, значи да не учествуваме во таква екумена и да трошиме и средства и време. Има интересна церемонијална наредба од Стариот Завет, вака вели: чувајте ги моите закони, не спарувај го добитокот свој со добиток од друг вид, не се и на нивата своја два вида семе, облека ткаена од две различни преđи, не облекувај. И ова наредба покрај физичка има и духовно значење. Ако се спарат магаре и коњи, се добива маска или муле. Тие се животни кои не можат понатаму да се оплодуваат, фактички не се комплетни животни, немаат можност да две маски да се машка, женска нема маска, тоа е безполова е маската. Стварно е корисна од и многу издржлива да работи. Меѓутоа, Бог вика, немој тоа. Тоа е слика на верен и неверен. Така, ако имаме заедница од мешано на верни и неверни, за да ги придобиеме, ќе станат маски или мулиња, стерилни луѓе. Таква црква не може да евангелизира. Нема да евангелизира. И ако се оженат меѓу себе, наредното потомство веќе нема да евангелизира. Нема да му значи ништо црквата. Кои не можат духовно да се размножуваат, мртва црква, таквите луѓе не ги унапредуваат делата Божјо и нема никаква корис од нив во заедницата. Овакво екуменско движење не треба да учествуваме и да помагаме. Во Откровението за вакви хибриди се вели: излезете од неа, од лажната црква, народе мој, за да не се измешате со незинот гревови и да не ви напакостат незините лошотии. Откровение 19 глава. Црквата од последните време е екуменска црква која не мисионира и не придобива нови души. Да се одвоиме од лажното евангелие. Има ли лажно евангелие? Па има. Што е вистинско евангелие? Вистинско евангелие е следното: Исус Христос умре на крстот за грешните и сите кои се кајат за своите гревови добиваат од Бог комплетно спасение, оправдување и живот вечен како дар или подарок. Спасението не може да се заработи и заслужи. Тоа се добива како поклон. Спасението е 100% Божјо дело. Тоа е вистинско евангелие. Павле вели во Галатјаните: ако ние или ангел на небото ви јави друго евангелие од она што ние го јавивме, да биде проклет. Обично тоа е мешање на Господ спасувам, а јас продолжувам да се спасувам. Значи, малце Господ, малце јас. Стариот Завет вика: не ги сеи своите ниви со два видови семиња. Може ли во иста нива да сееш и пченка и пченица? Едното семе секогаш е посилно и го задушува другото. Вистинско семе според Библијата е Евангелието на Господ Исус Христос и Божјиот збор. Во нашите цркви на иста проповедалница не треба да се проповедат различни науки. Има цркви кои
некој слабо познат човек му да повели проповедај, брате. Ама што нешто ќе ти каже он од проповедалницата? Исто и то правило не облекува облека од волна и лен. Волната е од овца, чисто животно, а ленот треба да го садиш, да го се потиш ако не да го добиеш. Исто духовно значење има. Да не мешаш Божјо и човечко. Може ли нашата облека на праведноста да биде од два материјала и од два автори? Пола од Исус, пола од мене. Затоа е во Новиот Завет посланието до галатјаните, кои мешале и Евангелието и законот. Другото комбинирано Евангелие на човечкото его и телесноста многу им се допаѓа, на мнозина ги проповедаат, да се одвоиме од нив, бидејќи Библијата ги нарекува проклети. Некој велат Христос спасува, а ние понатаму продолжуваме. Или пази го законот да не го изгубиш вечниот живот. Тоа е одвратна теологија. А кому да се придружиме? Треба да се одделиме од гревот, да се приврзиме духовно за Христа, со вера и преку Светиот Дух. Евреите 13 глава вака вели: затоа Исус, за да го освети народот преку својата крв, настрада надвор од градската врата и така да поидеме кон Него, надвор од населбата, носејќи ја неговата поруга или неговата срамота. Зашто тука немаме траен град, туку го бараме идниот. Значи да се изедначуваме со Христос и неговата судбина. Градот Ерусалим во псалмите обично е опишан оптимистички како нешто свето, ама ретко бил тој свет. Ние и Стариот Завет гледаме дека често пати евреите отстапувале од односот со Бога и Ерусалим бил освојуван и не бил свет. И најмногу не бил свет кога го распнале Исус Христос. Цел Ерусалим го мразел Господ. Меѓутоа и денешниот Ерусалим не е подобар. Тогаш Господ сакаше со евреите да направи теократија, тој да владее над нив, но во вистински смисол никогаш тоа не успеа. Кога Исус Христос беше распнат, тој град со своите жители беше негов смртен непријател. Сегашниот Ерусалим исто така е символ на грев и смрт кој го мрази Божиот Син. Многу малци евреи има што се за среќа, да речам, се повеќе се обраќаат, меѓутоа не е така масовно како што на крајот ќе биде. Мислам дека постојат такви цркви во Израел, но кои не се прогонети, но не се многу масовни. Се сеќавате на проповедта во Исусовата молитва дека светот мене ме мрази, но и вас ќе ве мрази. Слугата не е поголем со од Господар. Ако мене ме мразат, и вас ќе ве мразат. Светот не го сакаме. Господ Исус, но и сега не го сака. Исус и нас не сака светот. Кога сведочиме на луѓето како реагираат, тие се бранат од нас и од нашите убедувања. И сега што да правиме? Исус Христос беше однесен надвор од градот, убиен со најстрашна смрт. Затоа да излеземе и ние надвор од населбата, носејќи ја неговата срамота. Мораме да го земеме и носиме неговиот крст, за да дозволиме дека ќе не отфрлат и презрат. Да одиме и ние на Голгота. Писмото вели дека умревте со Христос и кога би го сватиле ова вистинското значење на крстот, би рекле заедно со Павле: а јас никако да не се фалам со нешто друго, освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого светот е распнат и јас за светот. Ако ти го сватиш крстот како што треба, нема проблем да го сватиш одвојувањето. Што значи за мене се распна светот и јас се распнат за светот. Тоа значи дека светот не ми е привлечен, не го сакам ваков како што е. Светот мене не ме сака, но и јас не го сакам светот. Со Христос сум распнат и за него живеам.
Умрев за овој свет и за неговата филозофија на животот, за неговата замислена иднина и ветувања. Не верувам во нив. Ваква екумена треба да сакаме и да следиме. Мојсей ова го свати. Тој можеше да стане фараон, бидејќи беше посвоен од фараоновата ќерка и можеше да го добие престолот на Египет. Но тој доброволно се откажа. Во Евреите 11 глава вели: Христовиот срам го сметаше за поголемо богатство од египетската ризница, бидејќи ја имаше предвид наградата. Мојсија се откажа од високата положба и не сакаше да биде непријател на својот народ. Ја избрал срамотата во светот за да добие богатство кај Бога. Христовата срамота значи да бидеш презрен, исмејан и отврден од светот. Тоа е Божјата екумена или Христовата екумена. Дали некој на кого сте му посведочиле и го поканиле да дојде в црква и ви рекол: па не можам да дојдам, што ќе речат и помислат роднините, пријателите, кумот, комшиите, срам ми е да дојдам во вашата црква. Вистинската екумена на која треба да се придружиме се на новородените верници. Има доста цитати. Јас сум меѓу оние кои се бојат од тебе и кои ги пазат твоите правила, вели во Псалм 19, 6 стих. Сакаш и можеш да го сториш тоа. Сакаш ваква екумена, кога бројот Божиот народ одеа во отпад и грев, самиот Бог подигнал верни луѓе кои се бореа против гревот. Уште да прескокнеме нешто. Еве нешто како Христос фактички делуваше на одвоен начин, па ние да го копираме ако можеме. Да бидеме слични на Христа. Еве како пише во Светото писмо, Лука 15 глава. Сите даночници и грешници се собираа околу него за да го слушаат, а фарисеите и закониците мрмореа велејќи: овој прима грешници и јаде со нив. Господ Исус Христос радо одел кај сите што сакале да го слушаат. Значи, ако сака да слушаат, ќе одиме кај нив. И да се учат од него. А фарисеите и писмознанците го критикувале заради бидејќи биле лицемери. И ние би сакале да бидеме прифатени од сите луѓе, затоа им се умилкуваме понекогаш, но тоа не е решението. Денес мнозина не советуваат никого духовно да не критикуваме, да не мразат. Тие секако ќе не мразат ако сме Христови. Исус ги примаше грешниците, јадеше со нив и пиеше, но сепак го правил тоа на исправен начин. Во Евреите 7 глава вика: зашто тако врховен свештеник ни требаше нам, невин, непорочен, одвоен грешници и повозвиш од небесата. Како Христос можел да го прави тоа? Од една страна да биде одвоен од грешниците, истовремено да јаде и да пие со нив. Кој ќе ги свати овие работи, ќе му стане јасно што значи да бидеш одвоен од светот и гревот. Не мораме да бидеме во светот, но не од светот и со светот. Треба да им бидеме светлина и сол. Самиот свет не треба да биде во нас и да владее со нас. Треба ние нив да ги учиме, а не тие нас. Црквата треба да делува во светот, а не светот да делува во црквата. Има цркви што се засрамота. Можеш на интернет да гледаш, луѓето лазат како животни по земјата или се смеат како блесави. Некаков дух ги обзема. Само ако ова го разбереш, можеме да имаме сол и светло во светот. Се разбира, има и безобразни луѓе кои не сака да слушаат такви, треба да ги избегаваме. Треба да внимаваме со кого се дружиме. Во какви односи стапуваме со неверните. Љубовта со која ги љубиме неверни треба да биде Божја, света и праведна. Да не сакаме да ги искористуваме другите луѓе и да му направиме некаква штета. Тоа би било голем грев.
Имам ја еден пример од моето семејство, мојата сопруга вика, незината баба, кога било мало бебе, се родила во куќа на некој протестант, со познато презиме. Али тогаш биле време на оние балкански војни, Прва светска војна, кога нашите прадедовци по 7 години биле војници. Де со бугарите, де со србите. И вика, загинал тој мажот на таа прабабата и овие избркале знаата. Оди си сега, немаш ти наследство со нас. И до ден денеска се прикажува во семејството протестантите се лоши луѓе. Значи, ние ако направиме нешто недостојно ке неверните, па тоа со генерации ќе се прикажува. Многу да внимаваме како однос имаме со неверните. Да не им направиме некое зло. Да се молиме за нив, да им сведочиме, да им помагаме доколку можеме, но нема да имаме духовно заедништво, се додека не се обратат. А самите ние треба да живееме без греф и да бидеме исполнети Светиот Дух. А Бог ветува големи нешта ако се одвоиме. Јас ќе ве примам и ќе ви бидам татко, а вие ќе ми бидете синови и ќерки, вели Господ Вседржителот. И сега дојдоме при крајот веќе, фала Богу. Имаме и во Евангелие, посланието на Јован, интересна работа. Апостол Јуда го посветил своето послание за борбата против лажните верници. Он ми вика, мили мои, додека правев напори да ви напишам за нашата заедничко спасение, почувствував потреба со писма да ве поттикнам да се борите сестрно за верата која им е предадена светите еднаш за секојаш. Значи, да се бориме за верата која е една. Не е како она што викаат вакво Евангелие на Јуда, Евангелие не знам какво. Едни се Евангелијата, утврдени се. Со ова сака да каже дека, ево Јуда, дека таа стара вера, таа добра вера, што викаме во една песна, таа е во Светото Писмо. Да не отстапуваме ни од Светото Писмо. Да не дозволуваме некои да ни кажуваат имам ново откровение. Бог мене ми рече. Има такви проповедници си познати. Јуда вика дека голема борба не чека. Секој нема да осети таа борба, бидејќи не се бори на првиот дел на фронтот. Знаете, во Украина има фронт или во сите фронтови. Ако си војник на фронтот, таму е најтешко. Куршумите паѓаат како дожд. А ако си во позадина, може да си мирен. Кој се нашол на првиот фронт на оваа борба, знае колку е таа тешка борба. Сатаната напаѓа на Божиот народ со голема сила и силни оружја. Ако не се бориме добро, може да бидеме поразени. Затоа треба да се одвоиме како што треба, како што рековме досега. Сатаната не е против религијата, да се разбериме. Напротив, тој ја промовира неговата религија преку многу безбожни луѓе и лажни пророци и лажни верници. Сатаната ја мрази вистинската вера изложена во Светото Писмо. Таму е вистинската вера, во Светото Писмо. Тоа го прави преку лажни учители. Треба да ја негуваме и одбраниме вистинската права вера која е еднаш за секојаш дадена на светите. Затоа сите кои се представуваат за современи пророци и апостоли, кои прокламираат некои нови објави или така наречено целосно Евангелие. Као досега, овие 2000 години, верните не го запознаа Евангелието, сега доаѓаат некои ти нудат целосно Евангелие. Какво е тоа целосно Евангелие? Да не се расправаме со еретиците, да речеме Јеховини сведоци.
туку напротив да се бориме против нив со правилно толкување на Светото Писмо. Да сакаме и прокламираме старата добра вера, како што пееме во песната, да не дозволиме да ни разлажат со нови моди и лажни откровенија, да бидиме како хероите на верата, како Данило, Седрах, Мисак и Абедnego, да се пазиме од лажните пророци, да живееме свето според Евангелието. Во 4 Мојсиева 32 глава се вели: но ако не постапите така, ќе сгрешите пред Господ и за гревот свој ќе претрпите казна, што ќе ве стигне. Да го слушаме Божиот глас и така ќе бидеме Божи синови и ќерки. Амин. Малце временски, може би цел сат да дојде. Па, да се захваламе на Господа Фала ти, Господе, за овој ден. Фала ти за трпението на моите слушачи. Опрости, Господе, ако бев нејасен и може премногу обширен. Веројатно не сум се спремил добро. Господе, благослови не сите. Дај, Господе, да правилно постапуваме со сите луѓе што имаме контакт, да не им правиме зло, туку да им правиме добро, да помогне ни, Господ, да истраиме како одвоени луѓе и да не се срамиме од тоа, туку да одиме по патот Христов, да го носиме неговиот крст и неговата срамота, Господе. Ти благодариме за се, Господи, и за оваа црква и заедница. Во името